Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Петок, 9 декември, добар ден, јас сум Славица Арсова, слушате емисијата Пулт на Радио Слободна Македонија. Само 13 часа неделот од почетокот на изборниот молк, кој ќе трае до недела до 19 часот. Македонија на 11 декември во недела гласа на 9-тите парламентарни избори од независноста и 4-ти предвремени избори за пратеници во Македонското собрание. Ке се гласа во 6 изборни единици во Македонија и една во диаспората. Неголемите партиски коалиции денеска ги имаат своите завршни предизборни митинзи. ВМРО ДПМН е во Крушево и Прилепа, СДСМ во Скопско. Од исклучителна важност е гласањето во недела да помине мирно, без инциденти, во фер и демократска атмосфера, за да со изборите се стави крај на повеќе од 2 годишната политичка криза во Македонија. Во кампањата покрај за економските теми се наметна и судирот на партиите околу националните интереси. Заев ја отвори темата за двојазичноста и надминувањето на Охридскиот рамковен договор. Од ВМРО ДПМН обвинија дека СДСМ тргува со Македонија за да го привлече албанскиот електорат. Ова ќе бидат дел од темите за кои денеска ќе разговарам со професорот по безбедност Златко Кесковски. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Останете со нас. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најави во воведот мој денешен гостин, професорот по безбедност Златко Кесковски. Кесковски, добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добро и најда, благодарам. Во оваа изборна кампања покрај за изборните платформи кои предвидуваат економски мерки и проекти, најгласно се дискутираше околу тоа дали СДСМ и нивниот лидер Зоран Заев во оваа изборна кампања тргува и со националните интереси, ветувајќи во повеќе наврати и во ТВ интервјуа во земјава и на трибината во Швајцарија дека ќе го надмине Охридскиот рамковен договор, ќе се воведе двојазичност и ќе се редефинира уставот по потреба. Моето прашање е колку се работи овде само за изборна реторика, како што дел од луѓето коментираат. Партиите ветуваат на избори, меѓутоа веќе денот после избори тоа нема да се спроведе, ова не се сериозни најави, ова е само кампања. Колку е сето тоа така или дали се овие најави кои што ги слушнавме во изборната кампања сепак опасни? Значи, видите, политичките партии за време на кампањата навистина ветуваат и тоа што можат и тоа што не можат. Меѓутоа, според мене, многу се опасни тргувањата во врска со одредени нивоа на имплементација на некои барања на групи и на национални малцинства или дел од популацијата која што живее тука врз основа на национални барања и од друга страна национални интереси на другата страна. Значи, не се вие можете комотно да тргувате, да речеме, со или да имате реторика која што утре после избори нема да имплементирате, таа да се однесува за некои социјални аспекти, економски аспекти и така натаму, урбанистички и така натаму, кои што се релативно дали во тој период би се имплементирали или не. И би влијаело врз целокупното живење, односно кон целата популација на државата, од економски, од социјален или така натаму аспект. Меѓутоа, многу е опасно да се има реторика која што навлегува во промена на уставот, во суштина промена на редефинирање на државата, на општествените односи на државата, на се она кое што во овој момент означува стабилност на држава, односно теки пат кој што ние го знаеме, односно сме го трасирале да го одиме. Меѓутоа, од друга страна е отварање на табу, кој што во суштина е табу тема во оваа територија, односно во Република Македонија, од модерната држава, создавање на модерната Македонија до денес, збориме од 45-та година до денеска. И таа табу е третирана од сите национални служби во Македонија, без разлика во кој период од државноста се наоѓала, дали таа била дел од федералната единка во СФРЈ и по самостојувањето. Безбедносните служби работеле на тоа, се фокусирале на тоа, значи така да е отварање на едно
табу, би рекол, кое што е опасно да се ветува, после тоа да не се имплементира. Да, можете ли да му ветите на албанското малцинство дека од понеделник практично државата ќе биде двојазична и ќе се надмине Охридскиот рамковен договор, а тоа да не го спроведете? Затоа викам, видите, ако вие ветувате нешто кое што е од социјален аспект или од економски аспект, карикирам, дека ќе зголемите плати или ќе намалите данок или и така натаму, или не знам, ќе изградите пат или водовод, е еден начин и на привлекување на некакво гласачко тело, и тој начин може да го исполните или да не го исполните врз основа на тие параметри. Утре би можело да добиете помало или повеќе гласови. Меѓутоа, ако ветите дека еден човек би добил едно право, и тоа право не му го дадете после тоа, без разлика дали е единка како личност, или група, или популација, нели, како што е во случајов, тогаш е многу опасно ако то не го спроведете. Бидејќи играте со емоциите на граѓаните, односно со национални чувства и на едната и на другата популација, конкретно во Република Македонија. Значи, вие ако ветите на албанците дека во наредните 4 години јас ќе ја федерализирам државата, ќе редефинирам, ќе регионализирам, кантонизирам или како сакате наречете, и вие не тргнете да го реализирате тој процес, значи имате потенцијален конфликт со албанската популација воопшто, и со партиите кои што ги представуваат албанците, меѓутоа и со јадрото на албанската кауза воопшто. Од друга страна, ако тргнете да го имплементирате, тогаш имате другата страна е македонската популација, односно мајоризација се случува мајоризација на мнозинството. Вие во секој случај мора да го прашате мнозинството дали се согласува со тоа. Значи, редефинирање на државата не е процес кој што може некој да седне во парламент да го реши, да го изгласа со 81 пратеник или 2 и тоа да се имплементира без при тоа да биде инволвиран народот. Тоа е многу тежок еден и процес кој што повлекува многу други останати сегменти кои што во овој момент така многу плитко се играат. Во суштина е многу длабока длабок тек на настани кои што многу би влијаеле во секојдневниот живот на граѓани, и од економски, и од социјален, и од национален карактер. Но може ли да се толкува дека сега во недела се прашани граѓаните што мислат за ова? Па видите, на избори секогаш имате една и друга страна, и обично реториката и ветувањата треба да ви се репер каде бисте се определиле. Во суштина, во сите досега анализи, не кај нас, него општо анализи во политиколошките науки, луѓето најчесто се определуваат недела, 10 дена, па дури некој еден месец, два пред изборите. Значи, веќе некои изборни резултати и се веќе познати. Меѓутоа, од друга страна, реперот е тој, значи, кој и како во суштина би ја водел држава, кон кој правец, економски, социјален, политички, општествен, и вие треба да имате една вака длабока поддршка кон едната или кон другата идеологија во принцип. Не би ги релативизирал јас, нити сум ги релативизирал јас како човек, сај како граѓанин, изјавите нити на едната, нити на другата страна. Во 2002 година, да речеме, во ниеден момент тогашниот лидер на СДСМ не го изјави тоа што го направи во суштина. И во еден момент, значи, се почувствува граѓаните изманипулирани. Зборувате за коалицијата со ДУИ? Со ДУИ. И се она после тоа што се имплементира. Меѓутоа, сега во овој момент ние имаме тачно дефинирани ставови кои што треба да ни се репер во суштина. И сега тоа зависи нормално од
личното ваше размислување, прифаќање или неприфаќање, познавање или непознавање. Меѓутоа, во секој случај, секој граѓанин има општествена одговорност, а таа општествена одговорност на неговата партиципација кон водењето на политиката е излегување на избори, давање глас за една или за друга идеологија или поприфатлива програма, економска или политичка, и економска и политичка, некогаш е појака политичката послава економската, некогаш појака економската послава политичката. И неизлегувањето на гласање ќе биде одговорност. И тоа е иста таква одговорност. Значи, иста таква одговорност е неизлегувањето на гласање. Ние имаме таков пример во нашава држава. 2004 година имаше референдум за територијална прераспределба на териториите, нели, во општините. Имаше референдум, излегоа 450.000, меѓутоа еден дел голем од граѓаните не излегоа и последици се оние кои што ги гледаме. И ја никогаш не би рекол дека граѓаните немаат одговорност, имаат одговорност секој човек поединечно и лично. Ако македонското население во овој регион се чувствува предадено, бидејќи ние имаме процес каде што локалната власт преминува во раците на друга етничка популација вештачки, со додавање на друга територија, на чисти територии, чисти места и така натаму. А вие како македонец или како граѓани на држава не сте излегле да им дадете поддршка на голготата која што можеби во наредниот период ќе се имплементира, а сега веќе се имплементира. Сте биле на страна, сте сакале да бидете... Тогаш беше актуелна кампањата, предводена од лидерот тогашен на СДСМ Бранко Црвенковски. Некои прашања не заслужуваат одговор. Значи, да, имавме и големо влијание од меѓународниот фактор и така натаму, меѓутоа вие сте индивидуа. Вас лично верувам дека никој не дошол на врата да ве рече ако гласате, ако излезите ќе ве уништиме како личност и човек. Некогаш интересите национални треба, некогаш него секогаш треба да се надличните. Па некогаш и над партиските. Одговорноста и секогаш и над не некогаш, него и секогаш над партиските. Зборуваме за гласачите. Кога донесуваат одлука, дали секогаш треба следење на партиската агенда? Националните интереси се секогаш над сите останати интереси. Не постојат партиски интереси повисоки од националните интереси, бидејќи националните интереси се столбот на државата. До каде е она кое што може да се оди и каде не може да се оди. До тука може да се оди, бидејќи ако одиме понатаму, ги губиме националните интереси. Колку потаму одете, подалеку одете, то повеќе губите од националните интереси до еден момент на амбис. Па какви би биле вас политичките интереси ако јас нема државата? Но вие ова го говорите како по книга. Меѓутоа во оваа кампања видовме дека не е така во пракса. Видите, не е по книга, ова е по разум. Значи книга теоретски не постои ова, бидејќи во принцип и во теоријата се поставува основната цела, тоа се националните интереси. И сите политички партии треба да се грижат најповеќе за зачувување на националните интереси, подигнување на националните интереси, подобрување на државата, сочувување на државата, суверенитетот, интегритетот и така натаму. Тоа е задача и обврска на секој граѓанин. Дори уставот предвидува, уставот предвидува дека не ни смее некој да се организира или да работи спротивно на овој интерес. Значи сега затоа ви викам, ја не може ние да зборуваме за националните интереси кои што би биле пониски од партиските интереси. Партиските интереси во принцип се лични. Бидејќи тоа се група на луѓе кои што имаат своја програма, имаат политичка цел и индивидуите во партиите партиципираат во парламентарната, извршната, па дури и судската власт. И вие сега зборуваме за лични интереси. Некој ќе биде пратеник, некој ќе биде директор, некој ќе биде министер, некој премиер и така натаму во таа структура на естаблишмент на водење на државата. Меѓутоа така и се националните интереси. Значи вие не можете да играте со националните интереси бидејќи утре сакате да имате некаква функција. Таа функција и личните интереси никогаш не можат да бидат над
националните интереси. Националните интереси се интерес на сите оние луѓе кои што живеат во оваа држава, без разлика на нација, пол, религија и така натаму, и со тоа не може да се игра. Исто како со уставот. Значи, уставот ни е база нас на обстојување, статут, како да ви објаснам, базата, темелот на државата. Добро. И нешто кое што во принцип треба да се штити е уставот на Република Македонија. Ние уставот го променавме темелно, би рекол, во темелот негов. После Охридскиот рамковен договор. После Охридскиот рамковен договор, меѓутоа без референдум. Значи, прво сметам дека за да не дојдеме до ваква ситуација каква што сме сега, дека може било кој да излезе и да зборува за дефинирање на држава и така натаму, да ветува, ние треба да го заштитиме уставот. Како? Секоја промена на устав да треба да подлежи на референдум. Самото отварање на уставот, значи дали граѓаните се согласуваат да се отвори уставот во такво и такво прашање. Ме разбирате? Има вакви примери во светот? Има на многу места во светот. Вие не можете замислите сега една генерација или на гарнитура во 4 години да дојде на власт. Не е важно која што е лабилна по својата природа и има доволно пратеници во парламентот да може да го отвори уставот и тој устав да го смени во секакви правци. И еве се жртвуваат во наредните 4 години, нема да биде на власт. Меѓутоа, колкава се последиците на тоа? Не можете вие да се потприте да видите големите сили, големите земји. Иако се водени од председатели, зборувам за Америка и за Русија, тие никогаш не оставаат можноста еден човек да донесе одлука за било што. А камоли за редефинирање или не знам какви кои што може да донесат огромни последици на нацијата. Ја затоа ви викам, ние немаме заштита на уставот во моментов. Значи нема право никој да отвори уставни прашања без да се за тоа праша граѓаните, односно на референдумско изјаснување кој што е највисок степен на демократија во светов. Може би ова треба да биде дел од изборната платформа на некоја од партии. Значи без разлика тоа е национален интерес. Значи што значи тоа? Сите партии треба да се соберат и да направат црвена линија, која е црвената линија и кои се националните интереси за кои што ние не смееме да ги отвараме. Во ниеден момент, тоа што секоја година и секои 3 месеци Грција ни го повторува со името. Има црвени линии и ние не може да се согласиме. Дали бил Ципрас на власт, дали ке Мицотакис на власт, не знам кој, без разлика. Венизелос, тие имаат црвени линии, без разлика се левица или се десница на власт. Без разлика дали е 6 месеци на власт или 12 години. Тие имаат црвени линии. Од тие црвени линии не може да одат понатаму. Многу е тешко да најдете во Грција политичар, се извинувам што ве прекинав, кој што ќе каже дека па не може Грција да е во право за се и да е скарана со сите, Грција да е во право за Турција, за Македонија и така натаму. Некој кој што ќе негира надворешната политика на земјата, онака како што слушнавме како вели, па не може сите да ни се криви. Мислејќи на Бугарија, Србија, значи, Грција. Вака видите, да не може да се прво вака една работа која што мислам дека дел од граѓаните сака да ги релативизираат. Меѓутоа, Македонија е нова држава од 45-та година нааму. Оваа држава која што сега ние живееме била дел на кралството СХС, на кралството Југославија. Останатите делови се во другите територии од државите околу нас и ние не можеме тоа да го заборавиме во историјата. Од друга страна, тенденцијата на сите околу нас е нашава држава, нашето постоење, нацијата да ја нема. И тоа треба да е јасно дека е така. Не може, Македонија нема проблем со никого. Сите имаат со Македонија проблем. Тоа е поставување на прашањето. Ние немаме проблем со Грција. Грција има проблем со нас. Ние викаме Македонија, тие викаат имаме проблем со Македонија, не се викаат Македонија. Ние немаме проблем со Бугарија, ние не му викаме на Бугарија, нема бугарски јазик. Тие ни викаат нас, немате македонски јазик. Тие имаат проблем. Ние на Србија не викаме немате црква. Тие ни викаат црквите се српски и сакаме да ни ги вратите назад.
Ние не ги нападнавме албанците во 2001 година. Тие не нападнаа нас. Ние им подадовме рака во 99 година. Не можете вие да речете вие сте кри, тој како вие во една зграда ако живеете и едниот сака да ви земе една соба и ви вика тоа е соба, другиот ќе ви дојде ти како се викаш Петко Петковски, не си од денеска ангеле ќе се викаш. Третиот е ја малтретира сопругата ваша, четвртиот не ти дава да гледаш телевизија и ти соберат, ќе ве соберат цела семејство и викаат ти си крив. Тоа исто. Значи една држава има суверенитет, интегритет, идентитет. Зашо зборуваме ние? Значи, ако сме ние криви, то значи дека Српска црква е во право. Значи, немаме Македонска православна црква. Немаме црква ние. То значи дека црквите се српски имот, со српски владици, со српски свештеници. Тоа е спорот со СПЦ. Значи, немаме македонски јазик, бугарски јазик зборуваме овде, сите сме бугари, по начин на говорење и ќе го решиме проблемот. Ова е решавање на проблем. Грција ќе ти рече се кажеш Македонија, ние ќе се викаме не знам, Тунгузија и сме го решиле проблемот. Албанците ќе ти речат ова територија сакам да отцепам, ти викаш во право си отцепи се. Што сме ние? Ние имаме држава. Така ќе ги решите проблемите вие. Зашто? Бидејќи ние немаме проблем со никого, тие имаат со нас. Ние не можеме да се прогласиме себе си како ние сме во право или не сме во право. Ова е Европа, ова е стара држава, стара територија. Сите држави помеѓу себе имаат проблеми. Сите. И Франција со Шпанија, и Франција со Италија, и Франција со... Само се релативизираат. Наоѓаат начин за релативизирање. И тоа е Балкан, уште на пониско ниво. Вие според сите меѓународни стандарди не можете на некого да му кажете дека не може да збори на собствен јазик и тој собствен јазик да го дефинира како собствен јазик. Меѓутоа ева тука може. Кисковски, морам да ја прашам ништо. Го слушнавме лидерот на СДСМ Зоран Заев како во повеќе наврати говори за двојазичноста, се појави и тие снимки од Швајцарија каде што на трибина пред албанската дијаспора говори, меѓутоа потоа кога доаѓа во Скопје тој вели јас не сум споменал федерализација. Но во самата програма на СДСМ има одредени мерки кои што предвидуваат поголема автономија на општините, право на општините на здружување и така натаму. Може ли да објасниме што всушност значи федерализација, односно федерација? Значи, вака, ако ја не сум ја читал програмата на СДСМ, меѓутоа, соработката на општините значи регионализација, тоа е таа слобода, да речеме, некаква, ако одстава или таква. Добри, во самата изјава тој вели да ги создадеме тие региони. Значи, регионализацијата е кантони или близу до кантони. Значи, ви имате 5, 6, 7, 8 региони, 10, 15. И таа регионализација дозволува соработки на општините, што е чекор пред федерализација, односно тие региони кои ќе почнат помеѓу себе да соработуваат, прават една територија која што видите ова е тенденција на албанска кауза од 100 и нешто години, значи ова не е сега денеска му текна на швајцарската емиграција во албанска да бара нешто, ова се барање на албанците над 100 години. Прво со територијалната поделба во 2004 година се направи точно една територија која што е контролирана исклучиво од албански градоначалници, односно локалната самоуправа е на од албанските партии составени од Куманово, значи од Липково до Струга, непрекинато. Значи вие немате измеѓу било каков прекин на таа територија со македонски градоначалник, тргнувајќи од Липково до Липково, Слупчане, Никуштак, Арачиново, Чаир, Кондово, Сарај, Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга. Непрекината територија. И ако сега во овој момент можат да соработуваат, да речеме регионите кои што сега ќе ве вратам назад, 41, 443, 4, 5 до 46 имаше создадена од 36-та тој Бали Комтаре.
Тоа е балистичкото движење, кое што е во 3 региони поделено. Тоа е Кумановскиот, по начело со Отлја, Тетовско-Гостиварскиот начело со Джемо и Кичевско-Деварско-Стришкиот начело со Мефаил. Се трите тие јатаци кои што ги викаат за време на Втората светска војна под окупација на Италија, нели? После тоа и во за време на германската окупација. Значи тие од секоја штата територија си има така создадено и така функционирала. Денес ние имаме политички една, така, значи тогаш била воено, сега имаме политичко едно. И така ќе видите и 2001 година, значи почнало од Танушевци, па се спушти на Тетово, Тетово се префрли во Липково, од Липково во Арачиново, имаше тенденција третата и четвртата фаза да биде Гостивар и Кичево и последната фаза да е Дебари и Струга во 2001 година, бидејќи се прекина, не дојде до оваа последните 2 фази. Меѓутоа, таа тенденција постоела секогаш. Сега, ако дајме ние регионализација, тогаш имаме региони 3 вакви, кои што ќе дадат можност да се соработуваат помеѓу себе општините во овај Кумановскиот и Скопскиот регион, Тетовско-Гостиварскиот, Кичево, Дебари, Струга заедно. И имате 3 региони. Тие 3 региони се чисто секогаш од албанските партии контролирани и во еден момент може да настане и меѓурегионална соработка. Таа меѓурегионална соработка ќе оди во оваја насока. Значи, регионализацијата е чекор пред федерализација. Ако во тие региони вие имате можност да се ставите собствен начин на функционирање на регионите, тоа што можете да дајте на гласање, на референдум во регионот и да кажете сакаме да имаме заеднички врски и релации со другиот региони, така сите тие 3 или 4 региони, во еден момент имате еден регион. Ето еден регион е вон овие другите, значи вон овај унитарниот кој што би се создал. Чекор пред федерализација. Што е федерализација? Федерализација е многу едноставен збор, меѓутоа многу тежок процес. Во една држава како федерација имате во конкретниот случај македонски би требало да има 2 федерални единки. Тие 2 федерални единки треба да имаат свое име, некако да ги викате. Значи таа не знам кантон или таа република или не знам како ќе се вика. И друга која што партиципира. Значи треба овој регион кој што ќе живееме ние да живееме да се вика со едно име, а регионот кој што тој другиот федералната единка треба друго име. Треба ние да имаме свое знаме и грб, тие треба да имаат свое знаме и грб и врз основа на тие 2 да се формира знамето, грбот и химната на државата. И како ќе се вика државата? Дали ќе се вика Македонија? Или ние овај дел ќе го викаме Македонија, а овај другиот ќе се вика Илирида. Карикирам. Тогаш како ќе се вика заедничката држава? Ме разбирате, ако во еден момент тој дел, значи вие ако ја викате овај дел го викате Вардарска Македонија, тие викаат Илирида, а заедничката држава е Македонија, така? Во еден момент ако овој дел од Илирида сака да се отцепи и се отцепи, тоаш вие немате ни право на името Македонија, бидејќи таа држава не би постоела. Значи тоа е многу тежок еден процес. Федералните единки имаат право на своји закони, различни од федералните. Дозволуваат или не дозволуваат. Свој систем на функционирање, своја локална полиција. Значи, вратете го назад. СФР функционирало, меѓутоа секоја република била собствена држава, функционирала како држава. Не имавме председател на собрание на Македонија, имавме македонско собрание, имавме така. Све било македонско. Добро, можеме најблизок пример ние Босна да видиме како таму функционира. Босна е многу комплицирано, во Босна е страшна една, значи има ротирачко председателство и така натаму и така натаму. Ја ви објаснувам кога би било нормалното функционирање. Како би то течело од прилика. Не е то толку многу едноставно вака, ајде ќе седнеме. Значи, тоа е еден процес
кој што е длабоко ќе ги наруши општествениве процеси во држава. Значи, комплетно редефинирање на сите аспекти на држава, од финансии, економија, заедничка одбрамбена, заедничка надворешна, дводомен парламент. Вие мора да имате парламенти во двете федерални единици кои што ќе си носат закони и ќе си поставуваат стандарди за своите територии. И еден федерален парламент кој што ќе носи заеднички за две страни. Значи, тоа е комплетно, тоа е еден процес многу тежок, болен, многу дискусии, многу енергија од земање во однос на се она понатаму што е и многу опасност околу постоењето воопшто на државата. Вие ако е во еден момент се отцепит 1/3 од држава, ние во другиот ден ние ќе побараат сите од страна да можат да земат некои од делоите кои што се не треба да се правиме на, ајде да речам, на луди, па сега не знаеме дека сите држави околу нас имаат аспирации вакви или такви кон оваа територија држава. Нешто што ние имаме историска обврска е да задржиме она за кое што во суштина се бореле, позади луѓе гинеле и така натаму и така натаму. Значи, јас сега не зборам за која партија каква програма ќе донесе има, него зборам за последици на еден тек кој што се отвара како можности во периодов кој што следи. И сите ние како граѓани имаме одговорност околу таа работа, дали се согласуваме или не се согласуваме. И заштитата единствено е забрана за отварање на уставот без прашање на граѓаните околу отварањето на уставот. Бидејќи и ние кои сме ние како генерација, па сето тоа да го ставиме во еден тек на настани кој што можеби утре ќе снема на овој дел од територија кој што едва и во историјава сме го задржали, сме го нарекле Македонија, па да живееме како македонци. Ајде за крај на овој разговор уште какви избори очекувате во недела? Ќе биде ли се мирно и во без инциденти? Видите, значи 2,5 години ние имаме тензија помеѓу и партиска, односно политичка и меѓунационална. И таа трае, и нормално една криза која што трае. Сега би требало да се стави крај на таа политичка криза и да се дефинираат работите како треба да изгледаат во наредните 4 години. Толку многу енергија негативна се излеа врз граѓаните, од страна на партиите, од страна на активистите на тие партии, групи, поединци кои што учествувале во цела ова ситуација и случувања во изминативе 2 години, да порасна таа негативна енергија и негативна страст кај граѓаните. Очекувам дека треба да се стиша. Дали мислам дека на денот на изборите не би требало да има никакви проблеми, меѓутоа не значи дека нема после да има проблеми. Не би рекол дека би требало или има индикации, меѓутоа ние сме сведоци дека после изборите во Америка имаме демонстрации од големи рамки и карактер кои што донесоа до жртви дури, кои што досега невидено нешто на американско тло после избори. Ако Хилари излезе и ги призна резултатите, повика на мирно, меѓутоа нели одредени структури кои што вложиле многу финанси, средства, енергија, биле незадоволни од резултатите, а истата таа структура ја имаме и тука, значи тоа немојте да го заборавате. Истата структура е и во Србија, истата структура функционира сегде. Не би било не може да кажеме дека нема сигурно да има. Може и да има одредени протести ако резултатите не се во интерес на оние кои што некој ги очекувал сега. Нити мојме да карикираме со резултатите, ќе видиме, тоа е 11-тиот ден за избори, ќе видиме тамо после 19-20 часот какви ќе бидат резултатите. Меѓутоа, разумот, интересите на стабилноста на државата и понатамошниот тек на државата, на секој граѓанин кој што живее овде, тоа да тече мирно, коректно, демократски, со сето достоинство кој што треба да се носи во себе. Све останато е само и единствено на штета на државата, на штета на националните интереси, кои што недвосмислено влијаат врз секој дневниот живот на граѓаните на ваков или онаков начин.
Кесковски, ви благодарам што бевте гостин во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата. Почитувани слушатели, овде се одјавувам. Тоа беше Пулт на Радио Слободна Македонија. Разговарав со професорот по безбедност Златко Кесковски. Ви посакувам да имате добар ден, уште 13, односно уште 12 часа до предизборниот молк. Потоа повеќе нема да се презентираат партиски програми, нема да се водат овие полемики кои денеска ги водиме. Последен пат пред изборите кои треба да се случат во недела, 9 парламентарни избори во Република Македонија. Ви посакувам со ум и со добро да го поминете и овој викенд. Пријатно, имајте добар ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.